Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Како сте ми? Се надевам добро. Знам дека е тешко да се издржи променава на времео. Наутро мраз, ладно, преку ден топло, навечер повторно мраз, време што е како порачано за настинки и вирози. Но тоа е нешто на што не можеме да делуваме. Но барем еве уште малку можеме да уживаме во сонцето, иако веќе навлеговме во ноември. Сега неделава што измина беше нешто слично како и времево, топло-ладно. Ни се случија неколку позитивни работи, слушнавме добри вести на неколку полиња, но во исто време видовме и бевме сведоци на некои вести и случувања кои не потсетија дека состојбите се далеку од розеви. Знам дека обично во седмица главно се занимаваме со политички теми. Односите со Бугарија, ЕУ, меѓуетничките односи, партии и слично. Денеска ќе направам исклучок и сакам да посветам малку внимание на тоа што можеме да го наречеме црна хроника. Ама не несреќи, убиства и слично, туку криминали. Па така, тоа што најмногу ми остави впечаток минатава недела е фактот што полека почнаа да излегуваат на виделина криминалите што ги правела минатата власт, односно начинот на кој функционерите на СДСМ и ДУИ се однесувале со нашите пари, во време кога ние едва и наоѓавме денар како да преживееме. И тоа од најниското ниво, што се вели од доле, па се до врвот до највисоките функционери. Од ситни криминали од неколку илјади евра, па се до милионските. Ке почнам од тоа што ми се виде, извините на изразот, најгадно, ниско и безобразно. Зашто станува збор? Имено Охридската полиција поднела кривична пријава против 49 годишен скопјанец, веде директор на управа за водење на културно наследство од Скопје и 54 годишник од Кичево, вработен во Агенција за обезбедување, зашто успеале да дрпнат нешто околу 80.000 евра наменети, замислете, за манастирскиот комплекс Плаошник. Имено склучиле договор за обезбедување на локалитетот, црквата, манастирот и скопините и се што има таму, ама не исполниле ништо од договореното. Случајов може да ви делува небит, ситен и ирелевантен, посебно кога живееме во држава кога се крадат милиони и милиони евра од буџетот. Но мене некако ми предизвика револт затоа што станува збор за верски објект. И не само тоа. Предходната влада на ВМРО ДПМН го крена од прашина Плаошник, го среди и од него направи вистински локалитет кој вреди да се посети. А овие од СДСМ и ДУИ, кои само го наследија, не само што со прст не мрднаа нешто да направат за него, туку гледате уште и го плячкале. Луѓе, ако краделе од парите за Плаошник, кој е исклучителен археолошки комплекс со културни слоеви од праисторија, антика и среден век, можете да замислите до каде се одело? Мислам дека можеме. Реков, од доле па се до врвот. Па ете така неделава кривична пријава за работи екс-министерката за култура Костадиновска Стојчевска или по меѓународот позната како Бисера Антоанета. Министерката која си купувала мечиња и куфери со државни пари додека била на службено патување. Имено таа е осомничена дека спротивно на законот продолжила да си работи според договор кој претходно бил потпишан меѓу град Скопје и фирма изведувач, иако тој истекол уште 4 август минатата година. Наместо да спроведе нов тендер, таа врз основа на неважечки договор исплатила над 27 милиони денари на компанијата, со што сторила кривично дело злоупотреба на службена положба. Со други зборови, низ разни перипетии склучила договор во 4 очи со правно лице, фирма изведувач на реконструкција на универзалната сала, со што ја овозможила на фирмата незаконски да се стекне со корист од над 27 милиони денари или околу 450.000 евра. Да, станува збор за истата онаа универзална сала, културниот символ на Скопје, кој изгоре до темел, а Антоанета и изведувачот тогаш не убедуваа дека таа не ти била изгорена, затоа што гледате останала металната конструкција. Изгледа на Антоанета ептени се исплатеше кога мртва, болна, заразена со корона, нели со скафандер ја носеа во собрание да гласа. Луѓе, само во овие два случаи зборуваме за здиплени над половина милион евра наши пари. Најде одиме и натаму. Параспор менеджмент преку фантомски проекти и компании блиски до власта на ДУИ СДСМ злоупотребиле 3,2 милиони евра од државната каса во изминативе 5 години во фондот за иновации. Новото раководство на фондот обвини дека 60 компании од градежништвото, информатиката, дигитализацијата, како и уште 50 приватни здравствени установи цицале државен буџет преку проекти без да исполнат критериуми, и тоа за време на ковид пандемијата. Незаконски си носеле правилници и делеле пари на луѓе блиски до власта. Има индиција дека во минатото некои одлуки може би биле донесени врз основа на политички договори, а не во согласно со законските процедури, што дополнително ќе биде предмет на истражување.
Нашата главна цел е да обезбедиме дека сите процедури и правилници на фондот се во согласно со законот и дека средствата се користат соодветно и транспарентно. Приватните здравствени установи со пари од фондот набавувале медицинска опрема што ја нема во државните болници во период кога македонското здравство беше во колапс, информира директорот Никола Додов. Тој засега не открива детали околу злоупотребата на компаниите, бидејќи ревизијата и истрагата се уште се во тек, најави присилни наплати и кривични за компаниите, но и за претходното раководство. Истрагата ќе се отвори, имаме и други индици што можеби ќе излезат во текот на истрагата кога ќе отидеме во јавното обвинителство. Не можам пак да кажам, сепак се тие пред јавно обвинителство, јас не смеам да објавам било каква информација. Најчесто се купувани машини, односно уреди за медицинска опрема, која што, тебе конкретно немаме во државните институции рентгени, во приватните имаме подобри рентгени него во државните институции. Два града од цела Македонија биле најинновативни, односно исцицале најмногу пари. Од 110 компании опфатени со ревизијата за кои што постои сомнеш за финансиски злоупотреби, 40 завршиле таму. Директорот засега не откри за кои градови станува збор, но во иднина најави нови пресконференции со повеќе детали. Директорот откри дека близок роднина до гарнитурата СДСМ ДУИ бил управител на 5 фирми и за сите 5 добивал пари за идентични проекти. Меѓу другото, расипничкото управување со фондот ги опфаќа ангажманите на 40 на фантом хонорарци, кои со години цицале хонорар од 1000 евра месечно без да се појават на работа. Откако правниот тим на фондот ќе ја заврши истрагата и ревизијата за сите компании за кои постои сомнеш, на потек ќе биде јавното обвинителство. Криминалното и недомаќинско работење во фондот не се огледува само во делењето на пари за сомнителни фирми и проекти, туку и во тоа што не се правеле ревизии, не се наплаќал дел од добивката што ја остварувале фирмите, како што налагаат договорите. За неколку месеци новото раководство успеало да наплати 600.000 евра за останат долг. Со други зборови, Фондот за иновации во времето на СДСМ и ДУИ повеќе служел како партиска каса отколку како институција која преку иновации требала да го поддржува развојот на државата. Замислете, околу 60 на фирми незаконски инкасирале цели 3,2 милиони евра за разноразни проекти кои немале врска со иновации или парите што ги добивале воопшто не ги користеле за тоа што биле предвидени. Како на пример, фирма за увоз и извоз земала 20.000 евра за да креира компјутерска игра, а компанија за кетеринг добила 30.000 евра за производство на козметика од природни препарати. И не е само тоа, туку преку овој фонд се истицували и пари за време на корона кризата, па така здравствени приватни ординации се опремувале со медицинска опрема во периодот кога Македонија се соочуваше со криза, а начело на Министерството за здравство беше Венко Филипче, актуелниот лидер на СДСМ. Сега се истражува на кој начин овие ординации добивале пари и дали го прекршиле законот. За да биде скандалот уште поголем, на списокот се и 2 фирми кои се директно поврзани со екс-премиерот Зоран Заев и 2 поврзани со Дрин Ахмети, познатиот внук на лидерот на ДУИ Али Ахмети. Но ајде да го видиме списокот на дел од фирмите кои лапале пари и кои веројатно ќе заработуваат кривични пријави поради злоупотреба од парите од фондот. Ова е списокот на 15 фирми кои се дел од 60-тината кои во изминативе години незаконски исцицале од Фондот за иновации цели 3,2 милиони евра. Го немам точниот податок која од овие фирми колку пари земала, само знам дека сите до една на ваков или онаков начин ги зеле парите, а немаат ни едно и од иновации. Со повеќето од нив веќе раскина договорот поради несоодветно трошење на парите, воопшто не ги извршувале активностите за кои ги добиле, го прекршиле договорот, не поднесувале никакви извештаи и слично. Кривичните дела за кои ќе се гонат компаниите веројатно е измама, а кривичните пријави за директорите ќе биде злоупотреба на службена должност. Сега не знам дали приметивте, на списокот има 4 фирми кои наведно изгледаат најнормално, а всушност тие се можеби главните. Тие се доказа дека Фондот за иновации бил само партиска каса на СДСМ и ДУИ. Првата компанија е Power, која има седиште во фамозниот трговски центар Глобал во Струмица и косопственик на оваа фирма е компанијата Еленица, која е директно поврзана со семејството Заев. Во оваа фирма ревизијата утврдила злоупотреба на државни средства и измама. Не биле спроведени проектни активности, а фирмата 3 години немала поднесено завршна сметка во Централниот регистар. Другата фирма, директно поврзана со Зоран Заев, е Медија Лаб, со седиште, ајде погодете, во истиот трговски центар Глобал во Струмица.
Еден од основачите на фирмата е Зоран Заев, но тој истапил од неа. На оваа фирма не им се одобрени извештаите поради незавршување на активностите. Значи тоа се двете фирми поврзани со Заев. Ајде да видиме кои се компаниите од каде лапало семејството на Ахмети. Тоа е фирмата Еверест Џ.Д. Доел на добро познатиот Дрин Ахмети, внук на Али Ахмети. Еден од поголемите гревови, демек, на Дрин Ахмети е тоа што префрло средства на иста фирма во Косово. Не знам, може да би таму биле иноваторите. Со внукот на лидерот на ДУИ е поврзана и фирмата Thor Industries, кај која е утврдено неизвршување на проекти и затајување на извештај. Не знам, реков, за колкави суми станува збор и за какви проекти станува збор. Но од авион се гледа дека овие 4 фирми сигурно не ги добиле парите затоа што Заев или Ахметовци се иновативни умови. Всушност тие се инвентивни, ама за цицање државни пари, но не и иновативни. Уште едно од позвучните имиња е Дуна, фирмата која за своевремено имаше сомневања за поврзаност со скандалот во ДИК во 2020 година за време на изборите и со хакерските напади на денот на изборите, но тие сомневања никогаш не се потврдија. Инаку, подписници на најпроблематичните проекти се поранешните директори Јован Деспотовски и Коста Петров, кои би можеле да се соочат со кривични пријави за несовесно работење. Значи да сумираме. За една недела, во само 3 случаи, видовме како биле украдени над 4 милиони евра државни, односно народни пари, за време на владењето на СДСМ и ДУИ. Реков, само 3 случаи. Можете да замислите за колкави суми станува збор ако се размота целото клопче од нивното 7-годишно владење. Сигурно сумата ќе биде во стотици милиони евра, ако не и милиарда. Па видете само мал дел од тоа што се исцицувало и од МЕПС. Почитувани, раководството на МЕПСО од СДС и ДУИ имало длабоки релации со албанската фирма Шанси Инвест, која го добила тендерот за набавка на уред за корекција на напонски профил заедно со Далековод АД Загреб. Мелаим Адеми, кој бил раководител на комерцијален сектор во МЕПСО, кога Шанси Инвест го добила тендерот, своевремено бил управител на подружница на Шанси Инвест во Скопје. Јавното обвинителство треба веднаш да отвори постапка за оваа набавка и да ги испита сите докази. Дали Шанси Инвест е фирма која е параван за наплата на функционери на СДС и ДУИ? Колку пари од МЕПСО завршиле на сметката на Шанси Инвест, која буквално нема никаква додадена вредност во набавката, освен штанцање на фактури кон МЕПСО за наплата, пред да префрли пари на фирмата производител? На чии сметки на лица од СДС и ДУИ требале да завршат парите во разликата во цени од Шанси Инвест? Јавното обвинителство да презема акција. Одговорност мора да има. И ова е само врвот од сантата мраз во МЕПСО. Само од оваа државна компанија сумата што е исцицана може да стигне до 100 милиони евра. Ама полека се ќе биде. Еве неделава слушнавме дека истрагата за случајот познат како Крмзов е при крај и наскоро ќе бидат објавени информации за злоупотреба на милионски суми поврзани со повратот на ДДВ на разни компании. Според информациите од досегашната истрага излегуваат нови случаи, а злоупотребата досега изнесува фантастични 15 милиони евра и таа допирала до сегашни и поранешни политичари кои во моментов немаат имунитет. Инаку, ако се сеќавате, станува збор за случајот од септември, кога беше спроведена голема акција против фирми и личности кои се сомничени за даначно затојување, и тоа во Струмица, Скопје и Гостивар. Беа приведени 4 луѓе, државниот обвинител информираше дека е направен предмет за даночна измама и за перење пари и дека се сослушани 3 лица, а заедно биле предложени мерки за предпазливост. Истрагата на надлежните органи околу случајот Крмзов да покажува дека над повеќе милиони евра од пропаднатата Евростандард банка се префрлали на сметка во Турција. Истрагата, според објавите во медиумите, се шири на повеќе струмички компании кои биле дел од шемата на струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов за злоупотреба на парите. Значај што се крадело, туку сето ова се лапало, грабало во време кога луѓе ние едва и преживувавме, што поради корона кризата, што поради енергетската криза, што поради кризата заради војната во Украина и слично. Јајде да речете земале, ама граделе. Абе тие ни 1 километар од некој пат не направија, а не па нешто покрупно. Затоа ајде една мала паралела да направиме со 4-месечното владење на актуелнава влада.
После отворање на две табли, една шарена експлозија и неколку грандиозни најави од минатата власт, конечно се гледа засилена динамика на терен за изградба на коридорите 8 и 10Д. Со силна динамика се одвиваат градежните активности на делницата Гостивар-Букојчани, која што практично представува и најтешката од оние 4 кои што треба да се изведат во рамки на изградбата на коридорите 8 и 10Д. Оваа делница е во должина од 30 км. Изминативе 4 месеци се работело дури и тројно повеќе од изминативе 2 години. Премиерот вели дека преговорите со Бехтел и ЕНКА почнале уште при неговата посета на самитот на НАТО во Вашингтон и процесот е деблокиран. Целта е, вели Мицкоски, Македонија да биде домаќин на 3 раскрсници: транспортна, железничка и енергетска. Ние сме земја која што за жал не излегува на море и тоа некој може да го смета како недостаток. Но ние треба да сме умни и тој недостаток да го направиме во наша предност, бидејќи сме природна крстосница на два многу значајни коридори, коридорот 8 и коридорот 10. Кога ќе се постигне заеднички, кога ќе има диалог, кога ќе се разговара, може да се постигне напредок. Сонот стар 50 години конечно станува реалност. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски најавува дека со завршување на проектот од Скопје до Охрид ќе се патува за помалку од 2 часа. Во процес на предселекција е изборот на изведувач на делницата од Букојчани до Кичево. Прв пат после 50 години почнуваат реални работи на изградба на овој автопат, кој што ќе значи дека помеѓу главниот град на нашата држава и Охрид и Струга ќе се патува за некаде за час и 20 до час и половина, што целосно ќе го промени функционирањето на економијата, но исто така ќе го промени и туризмот, ќе го забрза економскиот раст. Новата власт се соочила со бројни проблеми, најважно незавршената експроприација, а е обврска која мора да се заврши, оти Македонија во спротивно, составениот подпис од минатата влада ќе треба да плаќа пенали. Од август месец 2023 до јуни месец доека дојдов, беа завршени 1117 катастарски парцели. Откако сум дојден, за непол месец ние ги завршиме тие 1100-1200 или вкупно 2400 откако сум дојден. Според американската амбасадорка Ангела Агелер, она што се гледа на терен е само уште еден показател на добрата соработка помеѓу Соединетите Американски држави и Македонија. There is no more visible demonstration of the outstanding partnership between the United States and North Macedonia than these beautiful pillars, which are the first visible above ground evidence of this project. It has been a long time coming. It has been a lot of work, and I want to thank the government. Од конзорциумот Бехтел и ЕНКА изразија задоволство што дури 90% од подизведувачите се македонски компании. Инаку делницата Гостивар-Букојчани е дел од проектот кој е за изградба на коридорите 8 и 10Д, кој го потпиша минатата влада. Рокот за завршување е 4 години и 7 месеци. Значи, кога се сака и се знае, тогаш се може. Од Скопје до Охрид за само 1 час и 20 минути и тоа по цена речиси дупло помало од таа што била предвидена. Молим лепо. Ама ова е навистина историски чин. Новата влада, предводена од Мицковски и Николовски како вице-премиер, со вистинскиот почеток на градежните работи на делницата од Гостивар до Букојачани и Кичево, не исполни само едно изборно ветување, туку почна да го исполнува и 50 годишниот сон на Македонија. Најтешкиот дел од целата делница, ако не и најтежок автопат воопшто во Македонија, почнува да се гради. Уште не ми се верува дека по цели 5 декади на вистина стварност ќе стане незамисливото. Од Скопје до нашиот бисер Охрид да се вози цело време по автопат. За тие 60 на километри копнееме луѓе уште од времето на Југославија. И тоа може целосно да го смени ликот на државата пред се на Охрид и цела Западна Македонија. Можете ли да замислите колку тоа ќе значи за туризмот во овој дел од државата? И не само Македонија. Знаете колку ќе се скрати патот до Албанија? Кратко и јасно. Со изградбата на овој автопат, заедно со сите други кои веќе се најавени, Македонија навистина може да стане крстосница во регионот, транспортна, железничка и енергетска, што за нас ќе донесе голема економска придобивка. И не е ова празно ветување. Видовте за само 4 месеци од кога се дојдени на власт, на само овој потек од автопатот се завршени двојно, ако не и тројно повеќе работи, колку што има направено минатата власт, која толку се исфали со овој проект, за да на крај се сведе на поставување на една табла и онаа дупка на што ја направи Груби. За 2 години толку.
Добро, и парите што си ги ставија во джеп. А за само 4 месеци, речиси повеќе од половина од административните и техничките работи се завршени. И како што прочитав, 1 километар ќе не чини 13-15 милиони евра за километар, дупло помалку од оние 26-28 милиони по километар, колку што имаа предвидено да наплатат СДСМ и ДУИ. И тоа нема да го градат кинези, како што критикуваа, туку американци. И не само тоа, нели беше најавено дека веќе од нова година ќе се пушти поголемиот дел од автопатот Кичево-Охрид во погон, така што многу брзо ќе го скратиме времето на патување кое сега. Сами знаете, кога има гужва, е повеќе од 2,5, па може би 3 сати. Сега единствената загуба е што не знам стварно од кај ќе минува трасата, не верувам дека тоа ќе биде превој од стража, така што ќе мора да се откажеме од онаја традиционална пауза за мекиците од стража. Но веројатно и они ќе се преселат, само што за 1 сат и 20 минути пат, колку што сега ќе треба да се извози ова, ретко на кого ќе му треба пауза. И еве во саботата почнаа конкретни активности со кои за 3 години од Скопје до Битола ќе се оди исто така по експресен и нов автопат. Според најавите, од Градско до влезот на Прилеп ќе се вози по експресен пат и тука ќе има еден кружен тек лево каде ќе се влегува за Прилеп, а десно до Битола ќе се вози по нов автопат. А за 3 години од денес од Скопје до Битола ќе има ново решение, што значи дека патувањето од Скопје до Прилеп ќе се намали на 1 час и 10 минути, а до Битола на 1 час и 40 минути. Ќародова, освен Битола и Прилеп, ќе имаат и општините од тој дел: Кривогаштани, Крушево, Могила, Новаци, Ресен. Како и во случајот со автопатот од Скопје до Охрид, тука и овде целосно ќе се смени динамиката за развој, раздвижување на економијата и на бизнисот. Значи, и ова е огромен проект кој не е виден во Централна Македонија и кој целосно ќе смени сликата на Пелагонискиот регион, кој сега нели го рачунаат како слепо црево. И не се само овие два огромни проекти. Еве неделава Европската Унија, но и замислете Бугарија ги прифатила забелешките на вице-премиерот Николовски, што уште кога седна во владата во однос на коридорот 8 зборуваше за изградбата на пругата кон Бугарија. Имено на последниот состанок во Брисел било договорено наместо да се тера проектот кој предвидуваше нели тунел кој не води до никаде, Бугарија да го заврши својот дел од пругата и да се ревидира цената која е превисока, како и ревидирање на самиот проект. Договорено и целиот дел да го прави еден изведувач. Значи, конечно, после не знам колку децении ќе се реши и проблемот со фамозната пруга кон Бугарија. И сето ова почна за само 4 месеци од како добивме нова власт. Луѓе, знаете што значи сето ова за Македонија? Па целосно ќе ја смени сликата на државата, како што реков, на економски план. Ако на ова се додаде интерконекторот за газ со Грција и брзата пруга од Србија до Грција, која е приоритет на владата, Македонија на вистина ќе стане главна крстосница во целиот регион. Па само од наплатата на газ или транспортот на стоки од железницата, па и транспортот преку новите автопати, Македонија може богато да живее и да се развива. Скептиците ќе кажат: ајде, се ова е пропаганда. Не е така. Сето ова не се само зборови, туку сите овие проекти се веќе започнати и еве половина да се остварат за еден мандат. Тоа е повеќе инфраструктура од што се изградило до самостојувањето па до денеска. И не е чудо што анкетите покажуваат дека рейтингот на власта вртоглаво расте. Христијан Мицкоски е убедливо најпопуларен политичар во Македонија, а ВМРО-ДПМН е партија со најголема доверба кај граѓаните. Најновата анкета на ИПИС покажува дека мнозинството граѓани даваат голема поддршка за актуелната власт, предводена од Мицкоски, кој има дури 5 пати поголем рейтинг од Венко Филипче. Во анкетата на ипис дури 27,8% од граѓаните дале позитивно мислење за премиерот. Потоа следат Али Ахмети со 8,6% и Венко Филипче со само 5,5%. 26,5% од испитаниците одговориле дека немаат доверба во ниту еден од политичарите. Доколку утре се одржат парламентарните избори, ВМРО-ДПМН би имала убедлива предност пред СДСМ и ДУИ кај гласачите. На прашањето за доверба во политичките партии, граѓаните изразиле 26% од 100 доверба во владеачката партија. Следуваат СДСМ, ДУИ и ВЛЕН, сите со идентична доверба од 7%. По нив е
ДПМН левица со 5% и знам со 4%. Рейтингот на коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО ДПМН е 31%, додека на коалицијата Европска иднина предводена од СДСМ е само 10%. Граѓаните целосно позитивно ги оценили 100 дена работа на владата, а 25,2% делумно позитивно, со што се добива бројка од 56,7% позитивно мислење за работата на владата и премиерот Мицкоски. Целосно негативно работата на владата во првите 100 дена ја оцениле 19,8% од граѓаните. 51,2% од граѓаните сметаат дека владата на Мицкоски работи подобро во споредба со претходната на Димитар Ковачевски од СДСМ, а 12% од граѓаните мислат дека е полоша. На телефонската анкета која се направила на 1200 испитаници во периодот од 9 до 13 октомври, на прашањето за францускиот предлог, 53% од граѓаните не го поддржуваат, 28% го поддржуваат, а 19% одбиле да одговорат. Што се однесува до тоа дали треба да се изврши промена на уставот и да се почнат преговори со Европската унија, доколку промената на уставот има одложено дејство, анкетата направена во истиот период на ист број граѓани, 52% одговориле позитивно, додека 3 негативно, а 9% не сакале да одговорат. Дека Македонија се движи во позитивна насока сметаат најголемиот дел од граѓаните, односно 25%. Во делумно позитивна сметаат 24,9%, додека во до некаде негативна 12,5%. 24,3% сметаат дека Македонија се движи во негативна насока. 37,5% сметаат дека криминалот и корупцијата се најголемиот проблем со кој се соочува Македонија. Потоа 19,7% сметаат дека тоа се економијата и животниот стандард, а потоа следат невработеноста, високите цени, квалитетот во образованието и здравството. Инаку анкетата на ИПИС е направена со телефонски и теренски метод. Телефонската анкета е спроведена во периодот од 9 до 13 октомври и е направена на 1500 испитаници, додека теренската анкета е спроведена од 1 до 20 октомври и е направена на 1005 испитаници. Ретко која влада во Македонија имала ваков ефект од како дошле на власт. Кај нас па и секаде во светот, вообичаено од како ќе дојде некој на власт, рейтингот трпи, полека почнува да паѓа, затоа што граѓаните имаат преголеми очекувања и тешко кој може толку лесно и брзо да ги оствари. Но мислам дека на сите не е јасно зашто не е така во Македонија. И не случајно во оваа епизода се обидов да направам паралела, односно во првиот дел ви зборував за начинот на кој се однесувала минатата власт со нашите народни пари, а како се однесува сегашната. Како што реков, ако се сака и се знае како, тогаш се може. Македонија може да оди напред на економски, социјален и политички план. Но единствено нешто што ни останува како товар или како јамка околу вратот е најголемиот проблем кој во наследство ни го оставија СДСМ и ДУИ, а тоа е условот над условите. Македонија се уште нема усвоено релевантни уставни измени со цел во уставот да се вклучат граѓаните кои живеат во границите на државата и кои се дел од друга заедница, како бугарите, што земјата се обврза да ги започне и постигне. Билатералните договори со соседните земји треба да се спроведуваат со добра волја од сите страни, вклучително и Преспанскиот договор меѓу Грција и Македонија и договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Бугарија и Македонија. Стои во годинешниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија кон Европската унија. Значи, џабе ние работиме, џабе стануваме крстосница во регионот. Се додека не ги усвоиме уставните измени, нема мрдање. И не е само тоа. Иако промената на уставот е главна пречка, во извештајот има дури 120 препораки што треба да се испочитуваат или да ги направи Македонија за да оди напред. И повеќето од оценките се однесуваат на работата на минатата влада и само некој месец од новата. Главна забелешка е довербата во правосудниот систем, која според Брисел треба да биде засилена, а корупцијата да се решава преку следење на случаите во судовите и обвинителствата. Во борбата против корупција Европската комисија не гледа напредок, но забележува дека има позитивни елементи, например во делот на земјоделието, руралниот развој, риболовот и регионалните политики. Во делот на судството се посочува дека треба да се донесе нов закон за парнична постапка во согласност со европските стандарди и да започне имплементацијата на новата стратегија за реформи во судството, за да се зајакне судскиот совет и, например, да се обезбеди дека АКМИ системот е целосно функционален и компатибилен со нивото на сложеност на судските случаи.
Во однос на реформата на јавната администрација се оценува дека земјата останува умерено подготвена и е постигнат само ограничен напредок во текот на извештајниот период, особено со усвојувањето на измените на Законот за државна организација, кој донесува подобрување преку појаснување на одговорностите, воведување на проценки за влијанието на формирањето нови државни органи и така натаму и така натаму. Во суштина, извештајот на Европската комисија не ни открива ништо ново, или како што рече премиерот Мицковски, не ни треба извештај за да самите видиме дека живееме тешко и дека ни се потребни крупни чекори напред, клучни реформи и она што можеби е клучен приоритет, а тоа е борбата против корупцијата. Во однос на уставните измени не сакам да се повторувам. Само кратко ќе кажам дека по посетата на председателката фон дер Лајен минатата недела видовме дека во Европската унија веќе почнува да преовладува гласот на разумот и дека предлогот на новата влада за уставни измени со одложено дејство е логичен и издржан и дека со него може да се премости проблемот со Бугарија. Еве, таму веќе завршија изборите. Состојбата е се уште комплицирана, но можно е наскоро да очекуваме во Софија да седне стабилна влада, политичка влада со кого ќе може да се разговара. Сите знаеме дека уставните измени, иако се клучни, не се единствениот услов за приближување на Македонија кон европското семејство. Мора да си ги средиме работите дома. Ете, да спроведеме реформи, да се европеизираат институциите и што е најважно, еве економски да закрепнеме. Ке ни треба силна борба против корупцијата и организираниот криминал. Ке треба да се работи на владење на правото и независно судство, а паралелно и економски да се развиваме. Ете, да градиме автопати, железничи и слично. Така што можеме ова време, додека чекаме решение за условот над условите, ете да го искористиме максимум и да се посветиме на постигнување на овие цели. Па кога ќе дојде време за Европската унија, да бидеме целосно подготвени. И тука мислам дека е веќе време да одмориме со еден блок реклами. Останете така, се враќаме веднаш. Добре дојдовте назад. Еве сме при крајот и на оваа епизода од седмица, па како и секогаш тука имаме уште некоја минута да прокоментираме уште некоја тема која не стигнавме во првиот дел. Не знам дали приметивме. Минатата недела Дуи и Али Ахмети нешто како да ги фати блага паника, па почнаа се повеќе и повеќе да излегуваат во јавноста и да ни се закануваат со све и свашта. Соочо со фактот дека неговото време како генерал на УЧК, односно и на сите негови команданти, кои нели униформите ги заменија со вратоварски 2 децении, душани извадија и го извлекоа секој можен народен денар и си го ставија во свој джеп, и тоа е веќе време, па сега ете Ахмети реши да пишува писма. Ги адресирал нели до Рама, Курти, фон дер Лајен, Шолц, Макрон, Блинкен. Слично писмо му пишал и на Мицковски. Во писанието Ахмети не предупредува дека во Македонија била загрозена меѓуетничката стабилност и ете се враќале условите кои, замислете, биле причина за војната во 2001 година. Постоеле 3 причини за тоа. Одлуката да се укине балансерот, најавата дека законот за двојазичност може да падне и клучно, он како што го вели, се формирало владеачко мнозинство без праведна застапеност на заедниците. Сето ова според Ахмети представувало сериозна закана за мирот и стабилноста на земјата и на регионот во целина. Во суштина, ни кажува дека ако тој не е во власта, тогаш ќе се вратела воената 2001 година. Пиша и остана жив. Но ајде да видиме дел од реакциите. Заврши времето кога судии се притискаа да носат одлуки во полза на политичарите. Премиерот го прочитал писмото на лидерот на Дуи во кое се пожали дека одлуките на Уставниот суд можеле да предизвикаат меѓуетнички тензии. Христијан Мицковски вели дека не му паѓа на памет да комуницира со судии и обвинители и се чуди како тоа судии кои се избрани од мнозинството на СДСМ и Дуи работеле на исполнување на неговата програма. Нешто што беше посочено во писмото од Али Ахмети. Не сум знал дека овие судии, ќе повторам, избрани од мнозинството на СДСМ и ДУИ, спроведува програма на ВМРО ДПМН, дека бил загрежен за предметот поврзан со законот за јазици и да сум интервенирал кај уставните судии избрани од СДСМ и ДУИ да внимаваат што прават, бидејќи на тој начин можеле да дестабилизираат државата. Прилика, ова е писмото, еве јавноста нека оцени дали тоа заслужува коментар. Очајнички обид Дуи да биде представена како фактор на стабилност се писмата на Али Ахмети и до премиерот и до меѓународните лидери, сметаат експертите.
Според познавачите, дали е прекршен рамковниот договор, треба да цени одредена институција, а не политичка партија. Целата реторика на Ахмети нема логика, дотолку повеќе што од премиерот бара да влијае на одлуките на Уставниот суд. Тој со писмото го нападнува директно Уставниот суд, бидејќи тој во минатото знаел како ги наметнува судиите и другите функционери во држава, односно во третата власт, односно во судството и во јавното обвинителство, тој мисли дека и понатаму така действува државата, односно владеачката партија. Во предупредувачкото писмо, првиот интегративец Али Ахмети сееше страв дека секое нарушување на меѓуетничките односи би имало сериозни последици, алудирајќи на одлуките за укинување на етничките вработувања и законот за јазици. Тој обвини дека последните одлуки на Уставниот суд веројатно биле само извршување на програмата на ВМРО-ДПМН, за, како што рече, укинување на клучните механизми за заштита на заедниците. Откако не успеа планот за дестабилизација за кој предупредуваше власта, Ахмети доби инспирација да пишува писма. Предходно се пожали и кај председателите и премиерите на Косово и Албанија, кај шефицата на Европската комисија, германскиот канцелар, францускиот председател и државниот секретар на Соединетите Американски држави, дека биле загрозени историските достигнувања на албанците во Македонија. Жалби и поплаки од Ахмети слушна и амбасадорот на ОПСЕ. Ајде што Мицковски му покажа на Ахмети каде му е местото. Туку што сличен одговор доби и од Даниел Сервер, експертот за Балканот од Универзитетот Џон Хопкинс, кој е еден до кого беше адресирано писмото. Во однос на проблемите што Ахмети ги наведува во писмата, Сервер му сервира дека тие не се работа на некој однадвор, туку за нив треба да одлучат граѓаните на Македонија. За јазикот вели дека нема дилеми во врска со ова прашање и дека Охридскиот договор е кристално јасен. Во однос на балансерот му кажува дека и без прецизирање на етничката линија пак ќе се вработуваат лица по етничка линија. За кукањето што Дуи не бил во власта, му одговара дека тоа е политичко прашање, а не правно или уставно. Знаете на што ми личи ова? На полковникот нема кој да му пишува. Токму насловот на оваа извонредна колумна на колумбискиот писател Габриел Гарсија Маркес многу ме подсетува на Али Ахмети. Еве, јас, нема кој да му пише, ама еве отворено ќе го прашам. Зошто во писмото не пиша дека токму преку грубата злоупотреба на така наречениот балансер во овие 2 декади успеа целосно да ги наполни институциите со своји партиски кадри, не албанци, туку симпатизери на Дуи, кои сега ако ги сменат од функција, тоа представувало етничко чистење. Нели, Берово не може да преживее без шумарот поставен од Дуи. Што не пиша, колку се почитува законот за двојазичноста, токму во средините каде што мнозинство се албанци, или во институциите во кои до вчера раководеше токму Дуи. И најважно од се, што не пиша дека на последните избори, после речиси 2 декади, граѓаните албанци, не македонците, туку албанците, излегоа на гласање и му кажаа збогум, доста ни од тебе и од разноразни грубиевци, османовци и слично. И на крајот, што не пиша како неговите внуци преку ноќ станаа милионери, или кој е ќарот на Груби со проектот од над 2 милиарди евра за автопатите, или бизнисите со државната лотарија, Соравија, Eurovија и слично. Или еве конкретно, за она што зборев на почетокот на емисијата, што не пиша за парите, што ги добил компаниите на внук Мудрин Ахмети од фондот за иновации. Ама не, за тоа не му се пишува. Епа еднаш ги сменја војничките униформи со костуми и вратоврски. Сега мислам дека ќе мора костумите и вратоврските да ги вратат и повторно да облечат униформа, но не војничка, туку пругаста затворска. И тука мислам дека е веќе време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Тука на крајот да ве потсетам дека од минатата недела оваа емисија имате и на новиот YouTube канал Седмица со Коле Чашуле. И таму можете да ја погледнете ако нешто сте пропуштиле додека одела овде премиерата на Алфа. Да ве замолам, тркнете дотаму и стиснете subscribe. Толку за вечера. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред. Се гледаме за една недела во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.